Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните. Мики, само еднаш у 5 години се гласа за председател. Појма немаше, нели? Знам. За прв пат оваа година ќе гласат родени од 2001 до 2006. И тоа појма немаше, нели? Дали Мики среда е среќен ден за гласање? А? Што мислиш? Абе, па нема ти што да мислиш бе, Мики. Ќе ги прашаме граѓаните. Што не деси малер бе, цело време врне ова човече. Утре е среда. Синоптичарите велат времето ќе биде сончево и пријатно. Што имате у план за утре? Утре е ден за гласање, ќе гласаме. Што имате у план за утре? Ќе гласаме и ќе имаме на кафе. Што имате у план за утрешниот ден? Да си го остварам своето гласачко право, нормално. Дај Боже да биде сонце, ама да не угрее сите и во душата. Што имаш у план за утре, брат? Најверојатно со другарите нешто искачање негде у природа. Да гласам. Да? Утре ќе гласаме? Да? Да. Па што да излеземе за прошетаме и тоа. Утре? Да. Утре е ден на гласање. После гласањето имаме викендичка во Долно Сонје, мислиме да идеме таму. Што мислите, дали среда е среќен ден за гласање? Зашто да не, може да биде среќен ден. Што мислиш, дали среда е среќен ден за гласање? Ќе видиме утре. За кого како? По моје мишлење дека да. Па не менувам мислам денот јас. Да? Не менувам денот искрено, да кажам право. Дали среда, дали недела. Па ми се чини. Да? Ми се чини. Па да. Среда вика среќен ден, јас верувам. Па би требало. Па не знам, ако во среда се игра фудбал, тогаш е и среќен ден. Па мислам дека е. Да? Да. Па среда среќен ден. Дали ќе го оствариш своето право на глас за кое што се бореле генерации пред нас? Апсолутно да. Ќе го оствариме. Сметаш дека е важно? Да. Ќе одам да го видам ливчето и да нешто направам со него. Најверојатно ќе го остварам, да, ама Треба и важно сите да излезат. А да беше убаво времето, ние пак ќе дојдевме во Скопје за гласање. Пак кога ќе биде ослима и пак ќе дојдеме. Да, ќе го остварам тоа право. Сметам дека секој човек што му е возможено право да гласа, треба да излезе на гласање и да го покаже тоа. Имаме ли граѓанска должност да гласаме за председател? Што мислиш? да, Да? мораме да гласаме. Да, имаме граѓанска должност, бидејќи ако не гласаме ние, некој друг ќе гласа за нас. И затоа што мораме ние Европа тука да ја донесе. Сметам дека да. Па да, искрено како што кажавте, се бореле некои да имаме право на глас. Па да, сепак да треба да биде избор од народот. Мислам дека да, сите треба да гласаат. Да. Одвај чекам да ви кажам утре. Ако не гласаме, тоа ќе биде неубаво, да речеме, за државата. Мислам дека правото на глас е основно човечко право што секој Така. човек треба да го употреби. Па мора секој граѓанин да гласа за својот председател од државата. Апсолутно председателот е исто така важна функција. А кажи ми, кога има повеќе кајање? После гласање или после негласање? Што мислиш? После негласање. После не гласање. После негласање И тогаш мислам дека после гласање, да. После не гласање. После не гласање валја. Па ја мислам после гласање. Никош не се кајам. Тоа што го правам го со свест. После гласање се. После гласање најчесто, да. А што би им препорачала на сите кои што нема да излезат да гласат? Па да се иселат. Што би им препорачал на тие што нема да излезат на гласање? Ништо, некој друг го искористил правото да гласа за нив. Би им препорачал да излезат да гласаат, а ако не да не коментираат воопшто на системот и на политиката во државата. Доста фер. Да излезат сите да гласаат. Тоа е важно. Тоа е важно, да, сите. Да излезат. Денес да се Сметаш дека е одлучат да важно? излезат, да. Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните.